Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, добро дојдовте во уште едно издание на Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс, а денешен гостин во студиото е председателот на директорот на Агенцијата за млади и спорт, Маријан Спасевски. Маријан, добар ден. Добар ден и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Одлично се чувствувам, убав сончев ден е денеска, работни обврски. Малку студено, дури изненадувачки, меѓутоа верувам дека ќе биде добро времето. Ќе разговараме за проектите на Агенцијата за млади и спорт и мерките и проектите кои што се содржани во програмата на ВМРО ДПМН, што лидерот Никола Груевски ги најави пред известно време се во фокусот на младите. Меѓутоа, за почеток на разговорот, ваш коментар околу она што се случува со протестите во Македонија. Веќе 10 дена сме сведоци на протести од страна на протестирани, од страна на ГДОМ и двете здруженија, движења имаат една иста цел, повлекување на аболицијата како одлука на председателот Иванов. Но како ќе го коментирате она што се случува во последно време? Дел од демонстрантите со насилни методи сакаат да испратат лоши пораки за Македонија. Вчера настрада и зградата на Министерството за надворешни работи. Да, вчера настрада зградата на Министерството за надворешни работи, во петокот настрада и зградата на Агенцијата за млади и спорт, во која што се наоѓаат две, односно три институции, Агенцијата за медиуми, Агенцијата за млади спорт и ПУИК. Она што е многу битно е што лично поддржувам секаков тип на политичка демократија, секаков вид на искажување на незадоволство, револт, меѓутоа преку демократски избраните институции и на начин кој што доликува на една демократска држава. Знаете, преку покажување на девијантно, хулиганско однесување, практично се покажува домашното воспитување, домашната некултура. Тоа е рамно според мене на примитивизам, особено поради фактот што се уништуваат или се обидуваат да се уништат одредени државни институции кои што треба да бидат символ на сите нас граѓаните. Мене искрено ме погодува секој непримерен чин на однесување, вандалско, хулиганско однесување, без разлика на тоа кои граѓани кон која политичка партија се ориентирани или кон која сфера на делување се однесуваат. Она што е многу битно е што во изминатата недела преку ова протестирање, искажување на револт беше нанесен директен удар според мене на куќата на спортот. Знаете, Агенцијата за млади и спорт е најчесто почетната точка и секогаш е крајната дестинација за сите наши спортисти кои што учествуваат и достојно ги бранат боите на Република Македонија на меѓународната спортска сцена. Во тој објект, во таа куќа на спортот, на слики се закачени 36 носители на највисокото национално спортско признание кое што го доделува државата или популарно наречената спортска пензија. Јас верувам дека на негодување ќе најдат сите наши легенди кои што направиле спортски подвиг во животот, во смисла да го искачат Монт Еверест или да го препливаат Ла Манш, бидејќи демонстрантите со начинот на протестирање покажуваат и докажуваат дека тоа за нив е еден вид на подвиг. Јас велам дека да, треба да има борба, но борба на спортските терени, на политичките партии, во институциите на системот. Во секоја демократска држава, ваквиот чин на организирање, на организирано действување кон уништување на институциите на системот резултира со итна интервенција на правосудните органи, со итно разрешување на целокупниот конфликт, бидејќи, знаете, ваквиот чин на однесување кај било кој граѓанин во било која западноевропска држава, особено во земјите на Европската унија, веднаш мора да се истражи и да се донесе судска одлука која што подоцна треба да биде превентивна мерка за сите останати кои што сакаат на овој начин да го искажат својот став и своето мислење. Сето она што е насочено кон вандализам, кон хулиганство, кон уништување на институциите на системот, во старт мора да се осуди. И јас како директор на Агенцијата за млади и спорт, а верувам и во изминативе неколку денови и голем број на спортски работници и спортисти заставаме
стана практично за мојот став и за моето тврдење дека ова не е начин на достојно однесување на ниеден граѓанин во една демократска држава. Република Македонија во изминативе години покаже и докаже дека знае и умее како да постапува со ваквите насилници и хулигани. Јас верувам дека правосудните органи и овој пат ќе застанат на страната на правдата и во најбрз можен рок ќе ги процесуираат сите случаи, а како што реков, борбата мора да биде, според мене, на спортски план, мора да биде на политички план, меѓутоа во демократските институции на системот. Тоа е веројатно пораката што сакате да им ја упатите, поточно на младите кои што еведено вие бојадисуваат објекти, обележја, споменици низ Македонија. Младите луѓе во секое демократско општество треба да представуваат авангардата на тој систем, треба да представуваат просперитетот на тој систем. Доколку дел од младите луѓе постапуваат на ваков вандалски и хулигански начин, јас верувам дека сите останати млади луѓе во Република Македонија не се поистоветуваат со овој начин на функционирање. Јас се движам во спортските кругови, познавам голем број на млади талентирани спортисти кои што на неформален начин секако го укажуваат на тоа дека ваквиот начин на протестирање пред се штетен за државата. Го осудуваат секој чин на вакво однесување и упатуваат една космополитска порака дека ние практично треба да се зближиме во овие моменти кога Република Македонија се наоѓа во тешка криза, треба да се обединиме и сите наши права треба да ги бараме низ демократските избрани институции на системот. Во контакт сум со голем број на спортисти кои што постојано дел од нив сакаат и јавно да го искажат својот револт, дел од нив и во неформални средби го искажуваат против сите оние појави и действувања на овие движења пред се организирани од граѓанското здружение Протестирам, кои што директно вршат упад во системот. Знаете, уништувањето на канцеларијата на председателот на државата, која што е треба да биде една од најдемократските институции на државата, и самиот председател во една своја изјава кажа дека токму во таа народна канцеларија, не случајно станува збор за народна канцеларија, поминале десетици илјади на граѓани на кои што им се решиле и животни проблеми. Вие не можете преку уништување на Народната канцеларија да упатите порака до народот како да се однесува во иднина и да ги стимулирате да ви се придружат, да продолжат во начинот на деструктивно однесување кон институциите на системот. Во моментов ние се наоѓаме во ситуација да имаме техничка влада, во ситуација на распуштено собрание и во ситуација на директен атак врз највисоката институција во државата, тоа е председателот на државата. Јас знам дека нивниот револт се однесува на одлуката на председателот за помилување, односно аболиција на одреден број на лица во политичкиот систем на Република Македонија, дел од нив од власта, дел од нив од опозицијата. И меѓутоа мора да потенцирам дека станува збор за уставно и законско право. Јас нема да коментирам за прифатливоста на неговата одлука или пак за моментот, политичкиот момент во кој што е донесена. Меѓутоа мора да потенцирам како правник, како кривичар, дека станува збор за легитимно и легално донесена одлука која што е во согласност со уставот и законите на нашата земја. Јас секогаш се борам за спортските принципи и токму во спортскиот дух и со спортски жаргон сакам да им порачам на сите граѓани и на оние кои што протестираат под закрила на здруженијето Протестирам и до оние кои што протестираат под закрила на граѓанското здружение ГДОМ, дека изборите се добиваат, односно власта се добива на избори. Значи ние можеме да протестираме колку и да сакаме, ние можеме да искажуваме волјата на улица, меѓутоа волјата на народот дефинитивно мора да се искаже на избори и апелирам уште еднаш, што е можно поскоро да се стишат страстите, 5 јуни се ближи, јас верувам дека народот увиде во изминативе неколку години кој работи за доброто на Македонија и на крајот на криштата на 5 јуни ќе се види која опција е подобра за иднината на Република Македонија. Пат на невработиноста, понатаму пат на извозот и рефлексија врз целокупната македонска економија, како и врз сите сектори кои функционираат во Македонија, секој сегмент од општеството, колку политичката криза влие негативно врз спортот?
Дефинитивно политичката криза многу лошо и негативно влијае врз целокупниот спорт во нашата земја. Еве како прв човек на институцијата која се грижи за развој на спортот во нашата земја, можам да потенцирам дека покрај тоа што негативно влијае врз директната стимулација на спортистите да остваруваат врвни спортски резултати, негативно влијае секако и во делот на спортската инфраструктура. Знаете, Агенцијата за млади и спорт во изминативе неколку години практично се брендираше како институција која што многу помага во развојот на спортот, особено во спортската инфраструктура. Ако до пред 10 години општа констатација беше дека македонскиот спорт и македонските спортисти немаат воопшто никакви услови за спортски развој, нашата спортска инфраструктура беше во едни руинирани услови, денеска после повеќе годишна континуирана инвестиција со низа на стимулативни мерки со кои што се вреднуваат резултатите на спортистите, но истовремено со директна инвестиција во капиталната спортска инфраструктура, работите секако се сериозно променети во позитивна насока и тоа верувајте на терен се осека. Јас сум постојано присутен низ цела Македонија, каде што градиме голем број на капитални спортски објекти и веќе верувајте младите луѓе се повеќе започнуваат да се занимаваат со спорт, најпрво рекреативно, а подосна и професионално, и верувајте дека практично и да не постои спортска сала каде што не се бара термин повеќе. Фудбалските игралишта 50 на кои што ги изградивме во изминативе неколку години веќе стануваат дом на младинските фудбалски школи, а повеќе наменските и тениските терени кои што во континуитет ги градиме се едни од најискористените спортски објекти во нашата земја. За да не звучи ова само како една флоскула, сакам да бидам многу конкретен и низ призмата на статистиката да објаснам што се е инвестирано во делот на спортската инфраструктура во изминативе 10 години. Значи, од 2006 година па наваму, само преку Агенцијата за млади и спорт се изградени вкупно 222 спортски објекти низ целата држава, за што се инвестирани преку 43 милиони евра од страна на агенцијата, односно од страна на владата на Република Македонија. Само во изминатата 2015 година, која што воедно беше една од најуспешните за Агенцијата за млади и спорт, изградени се вкупно 56 спортски објекти низ целата земја. Во делот на капиталните спортски објекти, од проектот за изградба на 35 спортски сали, 34 се веќе изградени и се ставени во функција, а последната 35-та спортска сала е она голема спортска сала на најголемиот наш универзитетски кампус, тоа е Универзитетот Свети Кирил и Методи, која што е во интензивна фаза на градба. Јас пред некој ден бев на увид на терен, на градежните активности, и според информациите од изведувачот, негде 70% од градбата се завршени. Очекуваме некаде до стартот на новата студентска година, некаде до октомври месец, најдосна и оваа спортска сала да биде ставена во функција, но паралелно работиме на изградба на нови спортски сали кои што практично беа барања од граѓаните при нашите теренски посети. Така започнавме со градба и на спортската сала во Домот за деца без родители 11 октомври во Капиштец и во општината Шуто-Оризари. Во делот на изградбата на 120 тениски терени имаме одличен степен на реализација. Досега изградени се 74 тениски терени низ целата држава, а во моментов некаде 18 тениски терени ни се во фаза на градба и очекувам некаде за 2 до 3 месеци истите да бидат ставени во функција, значи веќе во летниот период ќе можат и граѓаните интензивно да ги користат. Во делот пак на изградба на 100 повеќе наменски спортски игралишта, досега изградени се вкупно 56, а 22 спортски игралишта во моментов ни се во фаза на градба и јас исто така очекувам некаде за 3 до 4 месеци и овие 22 спортски игралишта бидат ставени во функција секако во интерес на граѓаните. Меѓутоа, не застануваме тука, продолжуваме со интензивна градба. Еве, кон крајот на минатата година започна според мене еден од најкапиталните спортски објекти во историјата на Република Македонија, тоа е изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид. Така за и проектите кои што ги реализирате во иднина, ќе разговараме веднаш по паузата за реклами. Да, повторно се враќаме во студиото Индекс на Радио Слободна Македонија со директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски. Го прекинавме разговорот, говоревме за спортската инфраструктура, инвестициите во проекти, ве прекинав во она што е започнато како изградба на базен во Охрид, а потоа и најава за базен во Шуто-Оризари. Така е, значи како што напоменав претходно, станува збор за една од најкапиталните спортски објекти во историјата на Република Македонија.
Македонија на затворениот пливачки базен во Охрид, кој што е инвестиција во висина од 5 милиони евра и со кој што верувам дека деценискиот сон на охриѓанин, меѓутоа и на жителите на цел тој регион кој што има афинитет кон пливачките спортови, веќе се реализира и некаде очекуваме за 2 до 2,5 години истиот да биде изграден и да биде ставен во функција и верувам дека ќе ги реинкарнира спортовите по кои што Охрид беше препознатли во минатото, а тоа се пливањето и ватерполото. Да, напоменав дека во новата програма на ВМРО ДПМН е предвидена изградба и на отворен пливачки базен во општината Шуто Оризари. За овој отворен пливачки базен веќе го избравме идејното решение, а во моментов го изработуваме основниот проект, пошто секако нели по завршување на изборите ќе преминеме и кон тендерирање за избор на изведувачи. Јас верувам дека некаде кон почетокот на есента, некаде септември, односно октомври ќе стартуваме со изградба. Базените во последно време се покрај тоа што се голема инвестиција од страна на владата, меѓутоа се и желба на голем број на млади луѓе, пред се рекреативци кои што сакаат да ги спортуваат овие водени спортови и јас мора да потенцирам дека во новата програма на владата, која што очекуваме да ја објавиме наскоро, е во завршна фаза на изработка, планираме и изградба на помали затворени пливачки базени, кои што ќе бидат исто така со ватерполо димензии 33 на 25 и кои што пред се треба да бидат за обука за непливачи, меѓутоа и за спортување на рекреативци, професионални спортисти во делот на пливањето и ватерполото. Она што верувам дека ќе го одбележи следниот период, бидејќи знаете во изминативе неколку години бевме, можам слободно да кажам, препознатливи како агенција за млади спорт преку изградбата на спортските сали, повеќе наменските тениските, фудбалските игралишта. Во следниот период, покрај тоа што ќе продолжиме со овие инвестиции, воведуваме низа на нови проекти во делот на подобрување на спортската инфраструктура, а кои што верувајте дојдоа пред се како иницијатива од страна на младите луѓе, бидејќи ние во изминативе неколку години во континуитет се наоѓаме на терен. Значи постојано сме помеѓу спортистите, помеѓу граѓаните, земјоделците и така натаму, ги впиваме нивните побарувања, редовно се соочуваме со нивните конструктивни критики, забелешки кои што секогаш ги ублажуваме, односно ги превземаме во позитивна смисла за да можеме да ги преточиме во позитивни проекти со кои што треба да се подобри општата благосостојба на нашиот народ и врз основа на нивните барања практично ги реализираме, односно ги промовираме новите проекти кои што секогаш, да речеме на секои 2 години како што има парламентарни избори, ги понудуваме во нашата предизборна програма. Еден од тие нови проекти е секако проектот за изградба на 20 фитнес зони во Република Македонија. Мора да потенцирам дека, иако го бевме најавиле овој проект за реализација некаде во октомври месец, веќе во завршна фаза сме на избор на изведувач и надзорен орган за истиот и верувам дека некаде кон крајот на мај до почетокот на јуни ќе можеме веќе да ги стартуваме со градба првите фитнес зони во нашата земја. Како е планирано, ќе имаат ли сите оние кои што сака да ги користат обврска за определен надомест за користење на реквизитите? Напротив, знаете, сите оние спортски објекти кои што ние ги градиме, пред се ги градиме од општествен интерес и се во интерес на младите луѓе и на сите оние граѓани кои што сакаат рекреативно да ги користат овие спортски објекти. Сите овие спортски објекти Агенцијата за млади спорт ќе ги изгради и ги дава во собственост на општините, со тоа што фитнес зоните, бидејќи ќе бидат на јавни површини, најчесто во големите урбани паркови, ќе бидат јавно достапни бесплатно за сите граѓани кои што ќе сакаат да ги користат. Значи станува збор за еден вид на надворешни теретани, вежбалници, кои што ќе имаат 8 елементи кои што може да се најдат и во затворените теретани, каде што граѓаните најчесто плаќаат месечна членарина од 800.000 и повеќе денари. Ова секако ќе биде одлична можност за сите оние кои што ќе сакаат да тренираат, кои што ќе сакаат да се одржуваат во добро кондиционо и физичко здравје, да можат бесплатно да ги користат и секако ќе имаме еден елемент и за лицата со посебни потреби, бидејќи проектот е таков што ќе дозволува едновремено користење на еден елемент од двајца или повеќе граѓани, така да јас верувам дека на еден
на едно место, на една локација ќе имаме преку 30, преку 40 граѓани кои што во исти момент ќе може да ги користат овие справи. Другиот следен проект кој што исто така е предвиден во новата предизборна програма, кој што треба да стартува во 2017 година, се новите 6 скейт паркови кои што треба да се реализираат во исто толку градови во нашата земја. Верувајте, кога го пуштивме во употреба, односно градот Скопје кога го пушти во употреба скейт паркот на Кејот, на градскиот Кеј, резултатите од искористеноста беа одлични. При нашата посета на другите поголеми градови во нашата земја, едно од првите барања со кои што нашите пред се млади скейтери се го посочија беше токму изградбата на модерни нови скейт паркови, бидејќи овие спортови, пред се адреналинските спортови се во голем подем во нашата земја. И јас верувам дека со овој проект ќе наидеме на големо разбирање и секако на голема позитивна енергија од страна на сите оние млади луѓе кои што се занимаваат со вакви адреналински спортови. И според мене оној проект капитален кој што ќе го одбележи следниот 4-годишен период на Агенцијата за млади и спорт е проектот за изградба на 150 игралишта за стрит баскет или за улична кошарка, нешто што и во моментов младите луѓе можат да го практикуваат на повеќенаменските терени кои што ги градиме, бидејќи повеќенаменските игралишта се изградени за да може да се игра и мал фудбал и ракомет, но и кошарка, бидејќи има поставено 4 коша. Меѓутоа, овој проект за изградба на 150 игралишта за стрит баскет ќе биде практично по нормативи и по стандарди на ФИБА, ќе биде со тврда подлога која што ќе може и ќе дозволува да се користи во сите временски услови, ќе биде со соодветните димензии за да може да се одигруваат и меѓународни надпревари и ќе биде опремен со рефлектори, со жичена ограда, така што ќе може да се игра и во доцните вечерни часови и најчесто ќе бидат лоцирани, бидејќи ние веќе преговараме и со општините да ни понудат соодветни локации, ќе бидат лоцирани на оние места, во оние урбани средини каде што постои традиција и еден вид на урбана култура играњето на баскет 3 на 3. Тоа е веќе една подгрупа, ние во нашата кошаркарска федерација веќе имаме и репрезентација на 3 на 3 баскет и јас верувам дека преку изградбата на овие спортски објекти ќе придонесеме за развивање на овој спорт во нашата земја. Спасески, тука ќе направиме уште една пауза. Да, продолжуваме со разговорот. Сега ќе преминеме на друг проект, друг тип на проект од работата на Агенцијата за млади и спорт, тоа се однесува на стипендиите за младите спортисти. Колку млади ги користат стипендиите и колкав е износот на месечно ниво? Да, знаете, Агенцијата за млади и спорт од 2008 година наваму, значи претходно јас 10 години активно тренирав карате, бев 3-кратен државен првак и во моје време немав никаква стимулација, нити пак никаква поддршка или вреднување на резултатот од страна на државата. Од 2008 година наваму, владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт воспостави неколку типови на стипендирање на спортистите, пред се за нивна стимулација активно, професионално да се занимаваат со спорт, но и да постигнуваат врвни спортски резултати од една страна, но истовремено и стипендии, односно категоризирање на спортисти кои што ќе остварат врвни спортски резултати на меѓународната спортска сцена, за практично вреднување на нивниот резултат. Од 2008 година наваму Агенцијата за млади и спорт започна да доделува 500 стипендии за млади и талентирани спортисти до 20 години, кои што се репрезентативци во соодветните спортови и кои што секако имаат постигнато спортски резултати како на државно, така и на меѓународни спортски надпреварувања. Стипендијата се доделува во текот на годината во период од 10 месеци и изнесува 20% од просечната плата исплатена во Република Македонија или некаде околу 4400 динари, што за еден млад и талентиран спортист е доволно на месечна основа да ги задоволи своите издатоци во делот на суплементација, во делот на набавка на нова спортска опрема, тренерки, патеки и така натаму. Меѓутоа, она што е многу повеќе и што многу повеќе ги задоволува професионалните спортисти се стипендиите за категоризација. Имено Агенцијата за млади спорт доделува стипендии од меѓународна и од светска категорија за остварен соодветен пласман на меѓународните спортски надпреварувања и практично голем дел од нашите спортисти во минатото, меѓутоа и во моментов се носители на вакви стипендии. Стипендијата од меѓународна категорија е во време трајање од 2
години и спортистите кои што ќе остварат соодветен пласман на европско или на светско првенство се стекнуваат со паричен надоместок во висина од 1 до 1,3 просечни плати или некаде од 350 до 450 евра на месечна основа во период од 2 години, додека пак професионалните спортисти кои што ќе остварат соодветен пласман на европски и светски првенства во смисла на освоено прво, второ или трето место, се стекнуваат со стипендија од светска категорија, која што е со време трајање од 4 години и е во месечен надоместок во висина од 2 просечни плати или некаде над 700 евра месечно, што верувате е одлична стимулација и еден вид на валоризирање од страна на државата за начинот на кој што ја представиле Република Македонија на меѓународната спортска сцена. Она по што најмногу се гордеам, а што веќе во изминатиот период 36 наши спортски великани се стекнале, тоа е највисокото националното спортско признание во Република Македонија или популарно наречената спортска пензија, која што се доделува на спортисти кои што достојно представиле Република Македонија на Олимписките игри, на светските и на европски првенства и освоиле некои од медалите, и тие до крајот на својот живот добиваат по една просечна плата од страна на државата. Исто така од 2012 година ја воведовме и државната награда за остварување од областа на спортот. Тоа е исто така популарно наречената државна награда 8 септември, каде што во текот на годината доделуваме една награда за животно дело и истата представува паричен надоместок во форма на пензија до крајот на животот во висина од една просечна плата, меѓутоа истовремено се доделуваат и 4 парични награди кои што се еднократни, се во висина некаде околу 200.000 динари или 10 просечни плати исплатени во текот на една година. Она што е многу битно е што во моментов тече огласот за новата државна награда за 2016 година. Огласот некаде го објавивме пред 10 дена, истиот трае до 20 мај и еве сакам да упатам еден апел до сите спортски работници, бидејќи државната награда за остварување во областа на спортот покрај за спортисти се доделува и за спортски работници, пред се за селектори, тренери, стручен штаб, медицински персонал и спортски новинари кои што со своето презентирање практично придонеле за афирмација на Република Македонија на меѓународната спортска сцена, и тие истите не се помалце достојни за добивање на награда од страна на државата, како што тоа си практичните борачи на самиот спортски терен, односно самите спортисти. До сега имаме доделено 4 државни награди за остварување од областа на спортот, односно имаме 4 носители на доживотната награда за животно дело од областа на спортот, и јас верувам дека оваа година ќе имаме сериозна конкуренција и одборот за доделување на државната награда за остварување во областа на спортот 8 септември ќе навистина ќе се помачи, ќе има сериозна тешка задача да ги одбере вистинските победници за оваа година. Иначе во делот на поддржувањето на спортот мора да потенцирам дека Агенцијата за млади спорт многу внимание посветува и на училишниот спорт, секако во соработка со Министерството за образование и наука и во соработка со Федерацијата на училишен спорт дава максимална поддршка на училишните спортски игри. Нашата интенција е во следниот период бројот на ученици кои што активно ќе се занимаваат со спорт и спортски активности во наставата да биде некаде околу 33% или некаде околу 100.000 ученици на годишна основа. Ние во овој момент некаде се соочуваме со бројка од околу 15% на учениците да се занимаваат со спортски активности во наставните часови, и во таа насока ние секоја година ја поддржуваме Федерацијата на училишен спорт и го организираме летниот училишен спортски камп, каде што најдобрите ученици од училишните спортски игри ги наградуваме со 7-дневно бесплатно учество на летниот училишен спортски камп кој што го реализираме секоја година во Охрид, и каде што тие ќе можат практично таму да се дружат меѓу себе, но истовремено и да се дружат со нивните спортски идоли, бидејќи како гости на кампот секоја година повикуваме значајни врвни звучни спортски имиња од македонскиот спорт. И двата нови проекти со кои што најмногу се гордеам во изминатиот период, особено во 2015 година кога што за прв пат ги реализиравме, тоа е проектот за назначување на првите амбасадори на спортот на Република Македонија. Минатата година на иницијатива на Агенцијата за млади спорт, владата на Република Македонија донесе одлука со која што 4 наши врвни спортисти и спортски работници кои што
живеат и делуваат во странство, владата ги именуваше за амбасадори на спортот и тоа се секако Кире Лазаров во Кралството Шпанија, Андон Дончевски во Австралија, Агим Ибраими во Словенија и Јошко Миленковски во Република Турција. И јас верувам дека тие со сето она што го прават достојно ја презентираат и афирмираат Република Македонија во странство, односно во државите каде што во моментов работат и делуваат. И вториот проект на кој што сум особено горд е проектот Спортот и семејните вредности, кој што за прв пат го реализиравме во октомври минатата година во спортскиот центар Борис Трајковски, каде што верувате имаше преку 1000 семејства, кои што значи родителите заедно со своите деца уживаа, се дружеа, спортуваа преку друштвени игри и практично тоа беше и целта и намената на овој проект во овие тешки времења на оттуѓеност, на социјална дезинтеграција во нашите општества, да практично ги стимулираме младите луѓе да започнат активно да се занимаваат со спорт, а при тоа во тоа да ги вклучиме и нивните родители. И верувајте дека резултатите беа прекрасни. Веќе покрај тоа што за прв пат го реализиравме проектот во спортскиот центар Борис Трајковски, го проширивме и во други градови во Македонија, па така гости бевме во Прилеп, бевме во Штип, во општина Василево. Во следниот период планираме да го дисперзираме и во останатите општини и најчесто овој проект го реализираме во спортските сали, односно во спортските објекти кои што ги гради Агенцијата за млади спорт или Министерството за образование и наука. И верувајте дека реакциите кај граѓаните, пред се кај родителите се многу позитивни, бидејќи најчесто за време на викендот имаат можност да се дружат со нивните семејства, меѓутоа и да ги стимулираат и да ги охрабруваат активно да се занимаваат со спорт и со спортски активности. Наброевте бројни проекти од областа на спортската инфраструктура, како и поддршка за спортистите. Каков е фидбекот? Па, верувајте дека... Дали очекуван? Според мене беше доста очекуван, бидејќи во моментот кога ги планиравме проектите, верувавме дека ќе има голема масовност при реализацијата на истите. И всушност тоа е и нашата суштина на нашето работење. Ние мора да произведеме, односно да стимулираме масовност на спортски активности од една страна, меѓутоа и масовно спортување од страна на сите граѓани. Токму затоа веќе во следната програма предвидуваме голем број на вакви проекти со кои што ќе овозможиме паралелно активирање на голем број на граѓани на едно место, најчесто во големите паркови, бидејќи еве еден од новите проекти го насловивме Спортувај биди фит, со кој што планираме да Агенцијата за млади спорт, односно владата на Република Македонија во соработка со општините да ангажираат фитнес тренери, инструктори, спортски работници кои што бесплатно ќе им држат часови и бесплатни спортски активности на пошироката популација, односно на онаа популација која што сака слободниот дел од своето време да го искористи во спортување и физичка активност, бидејќи знаете, не само Република Македонија, во изминативе неколку години и Европа и светот се соочуваат со епидемија на седентарност. Имаме преку 70% укажуваат истражувањата дека преку 70% од вкупната светска популација пати од една состојба на физичка неактивност. И ние поучени од ваквите истражувања, поучени од проектите кои што веќе и на светско ниво почнуваат да се имплементираат, веќе предвидуваме и проектираме наши нови проекти во новата програма со која што масовната компонента сакаме да дојде до израз, сакаме да ги стимулираме граѓаните што е можно повеќе сами да покажат стимулирање, односно активност за соодветни физички активности. И во таа насока практично се овие проекти со кои што сакаме да ги стимулираме да спортуваат, но истовремено и нашите проекти во делот на подобрување на спортската инфраструктура, бидејќи верувајте, ако немате основа, ако немате база, ако немате инфраструктура, нема да можете да ги стимулирате и граѓаните да спортуваат, без разлика дали тоа ќе биде професионално или рекреативно. Ситуацијата која што ја затекнавме во Република Македонија во 2006 година, особено во делот на спортот, беше поразителна. Јас се сеќавам, ние додека спортувавме во моето детство, имавме импровизирани услови. Значи, ние самите се организиравме како другари, како деца, правевме спортски игралишта, кувавме кошови и табли за да можеме да спортуваме. Денеска, верувајте, правиме спортски терени низ целата држава, практично и да не постои населено место, бидејќи нашата парола е дека спортот не може и не смее да биде привилегија само на големите урбани центри. Напротив, спортот мора да биде достапен секому и секаде подеднакво и тоа е нашата мисија и во иднина така и ќе продолжиме. На сите граѓани на Република Македонија
да им обезбедиме максимални услови за спортување и секако преку низа проекти да ги стимулираме овие наши спортски објекти да бидат целосно полни, да ги стимулираме на физичка активност. Така и да ги стимулираме за поголем број на спортски успеси. Апсолутно, и тоа е една од нашите мисии, бидејќи со сите овие мерки со кои што обезбедуваме соодветни бенефиции на нашите спортисти, јас верувам дека ги стимулираме пред се младите луѓе, најпрвен да почнат професионално да се занимаваат со спорт, но истовремено да постигнуваат врвни спортски дострели, бидејќи на тој начин не само што се промовираат лично себе си, ја промовираат и Република Македонија, а знаете каква беше ситуацијата кога нашите кошаркари го остварија историскиот пласман со она 4-то место во Литванија и беа пречекани од преку 100.000 граѓани на плоштадот Македонија, така да верувам дека секој млад спортист, меѓутоа и секој млад граѓанин би сакал да биде на нивното место, би сакал да го повтори, меѓутоа и да го зголеми овој успех не само на кошаркарите, и на ракометарите, и на индивидуалните спортови, бидејќи имаме голем број на успеси во индивидуалните спортови, во каратето, во џудото, значи во таеквондото, во кикбоксот и така натаму, во кајакот. Ние истовремено секоја година како Агенција за млади спорт и поддржуваме традиционални спортски манифестации кои што со години се одржуваат во Република Македонија, нешто по што ние сме горди, сме препознатливи во странство, и јас верувам дека сите овие компоненти кога ќе се стават на едно место, создаваме вистинска атмосфера и вистинска основа за младите луѓе да почнат да спортуваат, сите граѓани и повозрастните да почнат рекреативно да спортуваат, бидејќи доколку имаме психофизички здрава младина и доколку имаме психофизички здрави граѓани, секако тоа ќе биде одлична борба против сите пороци на модерното живење, а тоа верувам дека ќе биде вистинска борба и против сето она што деновиве го демонстрираат одредена група на граѓани во нашата земја. Така јас верувам дека Агенцијата за млади и спорт има уште проекти кои се насочени во инвестиција на спортот и младите во Република Македонија, но измина времето предвидено за нашиот разговор. Јас ви благодарам што бевте дел од Индекс. Ви благодарам и ви стојам на располагање повторно да се видиме секако со новите проекти кои што ќе ги понудиме на сите граѓани. Следна емисија на Индекс. Јас ви посакувам убав ден. Ви благодарам. А ние продолжуваме со пауза за реклами. Да, уште остана само време за одјава на Индекс. Тука е крајот на Индекс на Радио Слободна Македонија во продукција на Радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Маја Дамјановска. Денес е 26 април, се гледаме, односно слушаме следниот вторник, до тогаш ве оставам во добро расположение. Пријатно. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.